Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за грижата на црквата за вечното спасение на луѓето. На светите богослужби, во молитвите, во проповедите во храмот и меѓусебните разговори постојано го слушаме зборот спасение. Што значи зборот спасение и за какво спасение зборува црквата? Во поширока смисла на зборот, спасение значи избавување од зло, од опасности, од маки, тешкоти, тегоби, душевни или телесни. Кога пак црквата зборува за спасение, тука се мисли на духовното вечно спасение на човекот, а кое се однесува во вечниот животот после телесната смрт. Спасението како крајна цел во духовниот живот е предмет скоро на сите религии. Разликата е во тоа што секоја од нив има различито учење за спасението, а и нормите за спасение се разликуваат. Така, например, според учењето на некои религии, спасение се добива преку така наречената инкарнација и достигнување на посебна состојба нирвана. Други религии учат дека спасението се добива преку постојана борба против непријателите. Некои пак учат дека за спасение доволно е да се чита Светото писмо, Библијата, и да се верува во Господ. Од сите религии православната црква има најчисто и најсвето учење за спасението. Таа учи дека спасението пред се е Божји дар, преку кој човекот се избавува од гревот и смртта, се соединува со Христа и го наследува Царството Божјо. Божјата грижа за спасение на човекот е вечна, од неговото создавање па се до свршетокот на светот. Бог од преголема љубов го создаде човекот. Иако во одредено време преку првородниот грев човекот отпадна од Бога, Бог не престана да се грижи за него, упатувајќи го и советувајќи го на разни начини, со разни методи и средства да се врати кон него. Бог го создаде човекот со тело и душа, материја и дух, по ликот Божји, а тоа значи безгрешен, безсмртен и свет. Душата на човекот постојано тежне кон Создателот, кон Бога. Преку разумот треба да го познаеме Бога, а преку слободната волја да го признаеме и да го сакаме, како што детето го сака својот родител. Ова Божја љубов се забележува низ целиот Стар Завет. И Новиот Завет започнува со грижата Божја за спасение на човекот. Всушност, појавата на Господ Исус Христос беше израз на неизмерна љубов Божја кон луѓето и преку поуки и лична жртва да го упати човекот на вистинскиот пат кон вечното спасение. Неговото доаѓање на земјата во плотувањето не беше случајно, туку со Божја промисла. Имено уште при паѓањето во грев на првите луѓе Адам и Ева, Бог одлучи, откако ќе се исполни времето, да го испрати второто лице на Света Троица, Господ Исус Христос, да ги избави луѓето од гревот и од смртта. Светиот апостол Павле вели: голема е тајната на побожноста, Бог се јави во тело. Зборот воплотување потекнува од црквено-словенскиот збор плот, што значи тело, односно Бог, кој постои од вечност, прими човечко тело и стана човек, при тоа не престана да биде Бог, тоест Богочовек. Христовото воплотување било неопходно затоа што бил најдобар и најцелисходен начин за спасение на паднатиот човек и единствено така луѓето можеле и да го разберат. Освен тоа, Бог ја оснива црквата, чија што главна цел е водење на луѓето кон вечното спасение. Црквата се грижи за спасение на луѓето од незиното оснивање. Тоа се случи на празникот Педесетница. Тој ден, после силната проповед на светиот апостол Петар, луѓето прашаа: луѓе, браќа, што да правиме?
Покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исуса Христа за простување на гревовите и ќе примите дар од Светиот Дух, им советува светиот апостол Петар. Спасението на луѓето е основниот предмет и во проповедта на светите апостоли. Оснивањето на црковните заедници беше со единствена цел – учењето на црквата за спасението на луѓето преку одредени и оспособени личности да се проповеда и шири насекаде во светот. Од тогаш па се до денес таа задача и цел на црквата Христова е неизменета. Како да се спасиме? Црквата Христова непрестајно предупредува на подготвеност за судот Божји. Господ Христос вели: па така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ, односно кога ќе настапи судот Божји. Но денес луѓето поради секојдневните обврски на работа со бизниси, семени грижи, постојано трчање натаму наваму, како да немаат време да размислуваат за Бога и за спасението. При средба со свештеник пројавуваат интерес за многу нешта, настојувајќи за кратко време да го абсорбираат целото учење на црквата. Посебен интерес привлекуваат прашањата за задгробниот живот, животот после смртта. При една прилика прашав: ако денес е твојот последен ден, што мислиш, дали ќе бидеш спасен, односно дали душата твоја ќе оди во рајот или во пеколот? Одговорот беше: навистина не знам. Никогаш не сум размислувал за тоа прашање. А што треба да правам за да бидам спасен? Следеше неговото прашање. Му одговорив следното: точно е дека ние никој не знаеме однапред дали ќе бидеме спасени или не. Не е наше воопшто да размислуваме и да се занимаваме со такви прогнози. Наше е да работиме и да го извршуваме она што ни е заповедано. Господ Исус Христос ни дал многу примери и упатства за тоа како да се владееме во земниот живот. Сушност, целиот овој живот на земјата е само подготовка за идниот вечен живот. Ако е така, тогаш безсмислен би бил нашиот живот на земјата, а и храброста за правење добри дела не би имала никаква придобивка. Но сепак малкумина се оние кои размислуваат за тој ден или за тој настан што сите нас не очекува. Малкумина се оние кои одат подготвени на тој суден ден на судот Божји. Мал е бројот на оние луѓе кои по свршувањето на денот прават себе наблудување и себе испитување, прашувајќи се: како ми помина денот? Дали направив нешто добро во изминатиот ден? Дали со некого се скарав? Дали со збор или постапка го навредив својот ближен? Дали можеше да биде се онака како што помина? Дали направив некое богоугодно дело со кое би ја исполнил Божјата волја? И на крајот, дали изминатиот ден го завршив богоугодно? Овие се многу важни прашања што треба секој од нас да си ги поставува по свршувањето на денот. Светите отци велат: ако човекот барем еднаш во денот помислува на Божиот суд, тогаш многу зла во светот би се намалиле. Значи, ваквите прашања можат да бидат од голема корист, затоа што не поттикнуваат на размислување на се она што не очекува после телесната смрт, а воедно и поттикнување кон правење добри дела на земјата, кои пак би ни биле добра основа за наследување вечен блажен живот, односно вечно спасение. Љубовта кон Бога и љубовта кон ближните се двете најголеми заповеди на кои се темели учењето на црквата за спасението. Конкретни упатства за спасението даде светиот апостол Петар на празникот Педесетница, определувајќи ги првите степени во процесот на спасението, и тоа: покаяние, крштевање и примање на даровите на Светиот Дух.
Истото важи и за нас денес. Да се покаеме, тоа значи да ги смениме нашите мисли и да се одвратиме од гревот и да се посветиме на Христа. Сознавајќи ја својата грешност и осудувајќи се себе си за сторените гревови, стануваме смирени. Смирението е првата добродетел и почеток на спасението. Оти само смирениот човек може да се моли на Бога и да се кае. Тоа не е дар што се добива однадвор, туку состојба што треба лично ние да ја сознаеме. Смирението и денес е одлика на вистинските христијани. За да ја започнеме борбата против гревот, потребно е најпрво да го сознаеме гревот во нас, во себе си, а потоа да го отстрануваме. Исто како лекарот кој прво ја диагностицира болеста, а потоа одредува терапија. Така и покајанието треба да се состои во вистинското сознавање на својата грешност и да резултира со искрено покаяние. Како пример може да ни послужи и случајот со разбойникот на крстот, кој во последен момент се покаја и стана жител на рајот. Да се крстиме, тоа значи повторно да се родиме и да се соединиме со Христа. Оти преку крштевањето се добива простување на гревовниот, на простување од првородниот грев и од други гревови, ако ги имаме, се мисли на крштевање на возрастни. Освен тоа, се добива Божја благодат за нов живот, право на примање на други свети тајни, како миропомазување, венчавање, причестување, покаяние, исповед, свештенство, осветување и маслосвет и така натаму. Се постанува член на црквата преку крштевањето, но и чедо Божјо. При крштевањето свештеникот ги изговара следните зборови: се крштева чедото Божјо, го кажува името, во името на Отецот Амин и Синот Амин и Светиот Дух Амин. Преку примањето на дарови на Светиот Дух, ние го примаме Духот кој ни даде сила да влеземе во нов живот со Христа, да бидеме негувани во црквата и потврдени во ликот Божи. Тоа се првите чекори на спасението. Но пред се, ќе речеме, спасението најпрво инсистира на вера во Бога. Оти без вера не е можно да му се угоди на Бога. Оние кои доаѓаат при Бога треба да веруваат оти Бог постои и дека ги наградува оние што го бараат, вели свети апостол Павле. Не може да се надева на спасение оној човек кој не верува во Бога и кој го одрекува неговото постоење. Освен тоа, спасението не е само работа на верата, туку тоа е работа на верата преку љубовта. Љубовта се пројавува преку исполнувањето на Божите заповеди, како заповедите на црквата и тоа: воздржување од мрсна храна во деновите на постот, редовно исповедување, почесто причестување и така натаму. Спасението не е еднократна работа која се завршува за одредено време, туку постојан и долг процес кој трае до последниот наш здив. Тоа е креативност која треба да произлегува од натрешноста на душата на христијанинот и која ќе го поттикнува на постојани акции и нови подвизи. Тоа е постојан подвиг на христијанинот кој треба да го исполнува целиот негов живот. Не е оправдано ако некој мисли: сега ќе грешам и ќе живеам слободно, па понатаму ќе се покајам за да се спасам. Такви калкулации или пазар во црквата не е дозволено. Затоа од нас се бара активно учество во спасението преку верата и нашето единство со Христа преку силата на Светиот Дух. Единството со Христа и силата на Светиот Дух ќе го најдеме во црквата. Затоа светите отци постојано укажуваат дека надвор од црквата нема спасение. Некои велат за спасение доволно само да правиме добри дела, да работиме за храмот, да помагаме материјално, физички и така натаму,
да не им правиме зло на луѓето, па и не мора да толку да се оди во црква на свети богослужби, или пак да се биде толку црковен и религиозен човек. Ова мислење, за жал, присутно е кај мнозина наши луѓе. Е многу погрешно, па дури и опасно. Суштината на богослужението е во заедничката почит, благодарност и прославување на Бога во црквата. Тоа е блиска и безпрекорна заедница со Бога. Традиционалното, т.е. формалното верување кое не произлегува од натрешноста на душата на човекот и кој не е плод на верското убедување, е осудено во православната црква. Доаѓањето и присуството на светите богослужби, особено на светата литургија, е нашата христијанска обврска. Уште во Стариот Завет Бог заповедал покрај жртвите да се извршуваат и свети богослужби. Господ Исус Христос рече на тајната вечера: ова е моето тело, ова е мојата крв, и им заповеда на апостолите: ова правете го во мој спомен. Неговите следбеници, христијаните, ние и денес веруваме и го правиме тоа без исклучок. Светото богослужение не е обична церемонија која се извршува во храмот, туку реално повторување на Христовата жртва на крстот и наше соучество во неговите страдања. Тој го даде својот живот и моќ заради нашето спасение. Причестувањето со светите дарови е реално примање на телото и крвта Христови во себе нас и наше соединување со Христа, која пак е срцевината на светата литургија. Затоа таму каде што нема света литургија, нема ни спасение. Оттаму ќе речеме, неодговорното однесување кон светите богослужби, особено кон светата литургија, не оддалечува од Бога и не го попречува патот кон спасението. Првите христијани светата литургија ја нарекувале лек против неморалноста, затоа што тие ја сознале големата благодат што ја добиваат преку неа. Од колку голема важност е светата литургија, ни посведочува и настанот со светиот Теодосиј Черниговски, умрел во 1896 година. Свештеникот кој го извршувал преслекувањето на моштите, бидејќи се изморил, задремал седејќи покрај моштите и го здогледал пред себе светителот кој му рекол: Ти благодарам, чедо, што се потруди околу мене. Уште те молам, кога ќе служиш литургија, да ги спомнеш моите родители и ги изговорил нивните имења Јереј, Никита и Марија. Како ти, светител, од мене бараш молитви, кога и самиот си покрај Божиот престол на небото и на луѓето им ја пружаш милоста Божја, запрашал свештеникот. Да, чедо, тоа е точно, одговорил свети Теодосиј, но принесувањето на литургијата е помоќно од молитвата. Свештеномаченикот Иринеј епископ Лионски напишал: нашето учење е согласно со светата литургија и светата литургија го потврдува нашето учење. Светата литургија не е срцевината само на учењето на црквата, туку и на нашето верување. Затоа ќе речеме, несериозното однесување за време на светата литургија е играње со вечноста. Затоа треба добро да размислиме за нашиот однос кон неа. Секоја богослужба е придружена со молитва, односно богослужението всушност е молитва. Молитвата е основата на христијанскиот живот. Како што вели свети Филарет Московски, молитвата е разговор на човечката душа со Бога. Како што во секојдневната комуникација и разговор е невозможно да се слуша само една страна, така и во молитвата добро е понекогаш да застанеме и да го слушнеме Божиот одговор на нашата молитва. Некои од светите отци молитвата ја изедначуваат со храната и воздухот. Во молитвата преку збор, мисла или песна
Ние му угодуваме на Бога и му благодариме за се што направил за нас. Го молиме исто така за милост и духовни потреби за нас и за нашите непријатели и го молиме за мир и блаженство на небото и на земјата, го молиме за вечно спасение. Без молитва не е возможно да му се угоди на Бога. Тоа беше мојот одговор на прашањето од мојот соговорник. На крајот ќе речеме, вечното спасение на човекот е постојана грижа на црквата. Наша обврска е да го бараме спасението и со целото наше битие да се определиме на богоугоден живот уште овде на земјата. Во спротивно ќе бидеме осудени на вечна мака. Амин.